Добро вечер. Вечерва во Топ тема продолжуваме со представување и соочување на платформите на дел од вонпарламентарните партии. Во студиото ги имаме Ана Глигорова од Движење на слободни граѓани во коалиција со ГДУ, Билјана Джинго, Единствена Македонија, Горан Зафировски, МОРО, Работничка партија, и Јорго Огненовски од партијата Демократи. Правилата за дебатата се следни. На почеток секој има по 2 минути да ги изнесе своите клучни проекти. Потоа ќе следува тематски дел во кој секој од кандидатите имаат право на 1 минута и 30 секунди одговор и право на реплика и контрареплика од 40 секунди. Добро вечер за сите. Огненовски, ќе почнам со вас. Со оглед дека и на листата на ДИК сте со број 7 на местото, вашите 2 минути, кои се клучните проекти со кои ќе настапите во оваа изборна кампања? Демократи се формираа со една единствена цел, да спречат понатамошното уништување на Македонија од страна на владеачките партии кои што владеат 30 години. До сега не се креираат партии, за жал, или не успеа да го спречат тоа. Тоа ни е една најважна цел, а исто што е поважно, да не продолжат понатаму да не уништуваат. Значи, еднаш за секојаш да ги тргнеме од власт. Политичките партии, ДПМН, СДС, ДУИ, нивните политички манипуланти, профитери, криминалци, кои што живото ни го уништува на сите граѓани во Македонија. Што е уште поважна работа, сакаме да промениме од корен политичкиот систем. Ние имаме стварно озаконет криминален политички систем. Почнувајќи од една изборна единица, па завршувајќи до собрание, колку пратеници имаме, и да не зборувам за други работи кои што се има јавници работи што се важни. Тука би спомнал, значи, образование, култура, здравство, инфраструктура, загадување на воздухот, социјалата, животната среднина се разбира, кажав, значи ние денес живееме во отровен воздух. И тоа 29 години на власт, овие по 1% да го чисте воздухот ќе беше почест. Но друга многу важна работа, за да можеме да ги постигнеме овие, ние можеме целно да кажуваме приказни и со програми да настапуваме, значи најважно е менување на политичкиот систем од корен и развивање на светска врвна економија. Без светска врвна економија, све ова лага, кој од нас да кажува и цело време кажуваат 29 години, дека ќе направат тоа, ќе изговарат платите, извршителите ќе ги укинат, све се тоа тешки лаги на манипуланти кои што досега владеат 30 години. За нас број 1 е, како што кажав, политичкиот криминал да се еднаш за секојаш укине, второ економијата. Значи денес младите масовно ни бегаат од оваа држава. Ние мора да ги држиме, да ги задржиме. Без млади никогаш ние нема да развиеме држава, а без млади држава не може ни да постане. За тоа малку поконкретно ќе зборуваме и подоцна во емисијата. Само една корекција, вие сте со број 2, Ана Глигорова од Движење на слободни граѓани, заедно во коалиција со ГДУ, број 7. Кои се вашите приоритети кои што ќе ги имате на овие избори? 10 години сме на улица, јас и Марија Ненов, значи Движење на слободни граѓани, граѓаните нас не знаат. По борбата против извршителите, против лошата вонсудска наплата, грдата вонсудска наплата, против сите оние криминали на БЕК и оној паушал и онаа голема победа во Страсбур, кога граѓаните го добија, нели, спорот против БЕК. Ние знаеме колкава победа е тоа на граѓанскиот сектор. Нашите главни програмски приоритети се: значи, пред се, деблокирање на блокираните трансакцијски сметки, затоа што на тој начин е блокирана целиот наплатен систем во Македонија е блокиран. Со тој економијата е едноставно угушена, придушена. Чим ти имаш блокирани трансакцијски сметки, веднаш влегуваш во сивиот дел и имаш веќе угушена економија. Ако не го средиме правосудниот систем, ако не ги деблокираме трансакцијските сметки, ако не ги вратиме извршителите во судскиот систем, значи надвор од вонсудската наплата, ние нема да имаме пазар на труд, односно нема да имаме добар систем на наплата, а со тоа нема да имаме ни развиена економија. Исто така имаме многу добри предлози за имплементирање на финскиот образовен систем во Македонија, што е еден од најдобрите во светот, можеби најдобар во светот. Ние се репери ги земаме финскиот и исландскиот образовен систем, ветинг на судиите, бидејќи судскиот систем е длабоко мафија. Нашиот слоган е граѓанинот против мафијата. Затоа што ние се соочуваме 30 години со организиран криминал.
Ние имаме докази за организиран криминал при приватизирање, односно при работата на ТЕТО, и сметаме дека треба да се случи национализација на ТЕТО. Потоа приватизирање на Стопанска банка и начинот. Мене еден адвокат пред некој ден ми рече: Ана, перењето на пари не застарува. Затоа ние ќе го вадиме тој криминал. Но имаме, со вадењето на тој криминал, имаме интенција и на конфискување на украденото. Украдени се приближно 30 милиарди евра од граѓаните. Тие 30 милиарди евра се украдени во 30 години. Тие би се пренасочили у финансискиот фонд за помош на граѓаните. Следна е Билјана Джинго од Единствена Македонија, број 11 на листата. Вашите 2 минути за клучните проекти со кои ќе да стапите на овие парламентарни избори. Добар ден или добро вечер на сите гледачи на Телма телевизија. Ќе се потрудам да бидам кратка и јасна. Знаеме дека времето ни е многу кратко во емисијата и не ни дозволува нешто многу поопширно да објаснуваме. На изборите настапуваме здружени во коалицијата Никогаш Северна Само Македонија, во која со единствена Македонија Фродем Тврдокорни и Унија на ветерани на ВМРО од 1990 година. Имаме листи во сите 6 изборни единици. Имавме листа и во 7-та изборна единица, меѓутоа таму знаеме дека нема да има гласање. Пред народот излегуваме со нашата платформа битката за Македонија, во која што содржи 10 стратешки определби и ја имаме поделено низ цела Македонија во 100.000 примероци. Еве, гледачите може да ја видат како изгледа. Значи, внатре е многу кратко и јасно све напишано. Задоволни сме од тоа што ја поделивме низ Македонија. Значи, луѓето се навистина информирани и наидовме на голем интерес и многу прашања ни поставува. Така да со овие определби си ја враќаме државата назад и обезбедуваме просперитет на народот. И да се надеваме воедно дека навистина така ќе биде и очекувањата ќе ги видиме на крај на изборите. Добро. Следен е Горан Зафировски од МОРО, Работничка партија, број 12 на листата на ДИК. Вашите 2 минути еве за тоа кои се проектите, што е она што вие ќе им го понудите на граѓаните на овие парламентарни избори. Почитувани поздрав до гледачите и работниците од Телма. Ние на овие избори одиме со слоганот да живее работникот. 30 години во нашата држава владеат две политички структури, СДСМ и ВМРО-ДПМН, точно по 15 години, така да по 50% се одговорни за сегашната состојба Македонија да биде најсиромашна држава во Европа. Зошто е така? Затоа што тие се представници на олигарсите, односно СДСМ ги создаде олигарсите со лошата приватизација. ВМРО-ДПМН денеска е најбогата партија во Европа со Белата палата и не очекувате од тие две политички партии да не излече од тоа да бидеме најсиромашна држава во Европа. Затоа самата појава на власт на само олигарси допринесе работникот да го изгуби своето работно место, да го изгуби својот стандард. Денеска констатираме дека стандардот на работникот е паднат за 12 пати. Тоа е 1200%. Тоа е затоа што немаше кој да им се спротивстави на градителите на лошиот систем. Затоа се појавуваме ние како Работничка партија и нашата основна заложба, основна цел е правата на работникот. Освен констатации за лошата состојба, ние даваме предлози како да се смени состојбата. За да, ако сакаме да одиме во модерна пазарна економија, мораме да ги донесеме основните закони за пазарна економија. Тоа се берзите, тоа се законот за синдикално организирање, законот за најмала загарантирана исплатена сатнина. Благодарам. Добро, следниот круг го почнувам со Глигорова, тематските прашања и во вовидниот дел вие некако го начнавте прашањето кое што е
во вашиот фокус на програмата, тоа се извршителите, справување со извршителите или како што велите во вашата програма, ослободување од должничко робство е она што станавте препознатливи изминатите години. Кој е вашето ветување на оваа тема? Тука има промена на неколку закони. Значи, за ослободување од должничкото робство прво треба промена во еден системски закон, тоа е законот за облигациони односи. Таму еден член е веќе пред 30 и неколку години изваден еден член, а тоа е членот поврзан со лимитот на каматата. Значи, лимитот на каматата при побарувањата е изваден, едноставно нема лимит каматата. Така да едно побарување може од 500 денари да нарасне на 50.000 денари. Значи, нашето ветување е во законодавниот дом враќање на тој член во законот, системскиот закон за облигациони односи. Второ, промена на законот за извршување. Значи, системска промена, значи комплетна промена на законот за извршување, при што самите извршители не би биле дел од судската наплата, туку дел од судската наплата и ревизија на нивната работа. Значи, тоа е една од нашите приоритетни задачи во дадениот период, што ветуваме дека ќе го направиме, бидејќи ние и доста направивме. Ние успеавме на 1/5 да ја намалиме, уште од улица како граѓански активисти, на 1/5 да намалиме одземање од плата и пензија. Но тоа не е ретроактивно, се уште на луѓето им се одзема 1/3. Второ, деблокирање на трансакцијските сметки. Трето, промена на законот за платен промет, има еден член таму каде што му дозволува на извршителот да блокира сметка. Тој член треба да се извади, за да едноставно немаме блокирање на сметки. Значи, промена на неколку системски закони и други закони со што едноставно ќе влеземе во период на ослободување од тоа должничко робство. Зафировски, кој е вашиот став за извршителите? Ние далеко пред див имавме ставови за извршување. Извршителите се потреба во една држава, меѓутоа законот за извршување е многу лошо направен. Во тој закон за извршување потребно е одредени сметки кои се со мали суми да не можат да бидат наплатени со внесување на член кај што главнината и услугата на извршителот да не смее да биде поголема од основицата долгот. Исто така потребно е сметките на кои се извршува да имаат време на застареност. Апсолутна застареност на една одредена сметка би требало да изнесува со се утуженост 5 години. Така е скоро секаде во светот, така треба да биде и кај нас. Постои уште еден сегмент, тоа е во нашата држава имаме 45 до 50% на сиромаштија кои се банкротирани. Значи, кај банкротирани граѓани, ако се прогласи банкрот, не би смеело да има извршување за долгови. Тоа исто така функционира во многу држави и ние тоа ќе го предложиме и ќе го примениме и кај нас. Джинго, кој е вашиот став како единствена Македонија по однос на прашањата за извршителите? Да, исто тука во овој дел ќе гледам да бидам пократка, бидејќи темата налага и многу објаснувања, меѓутоа укинувањето на приватното извршителство и враќање на извршувањето во судовите, значи тоа ќе биде еден клучен момент за нас, значи ќе потенцирам укинување на приватното извршителство. И враќање на парите од присилната наплата за комунални сметки стари и по 10 години. Знаеме со какви проблеми се соочуваме, односно нашите граѓани. Со години, можеби и со децении не може да се решат проблемите, со месеци, со години, можеби некој ќе го заврши проблемот за краток период, меѓутоа има луѓе што се соочуваат со навистина сериозни проблеми во тој поглед. Минимална казна затвор од 10 години за кражба на буџетските пари и враќање на смртната казна за тешки дела на кражба на народниот имот. Значи, мислам дека граѓаните нема да ме сватат погрешно, меѓутоа навистина треба да се донесат радикални мерки, а во однос на данокот за богатите со цел Како исправен... мислите, извинете, на смртната казна? Како? Како мислите на смртната казна? Па да законски да се покрие со, нели, знаеме дека во одредени држави во светот и во Америка го има тој закон во одредени држави, не во сите,
Па, јас мислам дека едноставно страв ќе внесе кај сите нас и ќе се плашиме, значи да не правиме тешки кривични дела, затоа што еве видовме во каква ситуација се наоѓаме сега, а и не знаеме понатака што се не очекува. Значи тоа е. Добро, Огниновски, вашиот став по однос на прашањето за извршителите? Јас живеев 33 години во Америка. Сегде има во светот извршители, но ова кај што се случува е не само што е нешто лошо за поготово сиромашните граѓани, ова е некој начин на зверско понашање према своите граѓани, поготово сиромашните. Јас ако имам пари, некој кој има пари се разбере ќе си плати сметките. Прво број 1, застарување на долгот. Тоа значи до година, две и толку е. Дали е за струја, за вода. Ако фирмите, компаниите не може тоа да го обезбедат, тогаш застарува. Зошто? Кај нас најголемите криминалци, злосторнички дела што имат извршено во Македонија, од Врховниот суд до сите суди, не сите суди, секој судија, значи во судовите, сакам да кажам, застаруваат делата на најголемите криминалци, милиарди евра што укради. Број 2, треба да имаме право човек секој да може да поднеси за банкнотирање. Што значи тоа? Значи, јас ако не можам да ја платам сметките, не се работи за 20 денари, за 30 денари или за 2000 денари. Ако не можам да си поднесам, да има закон да се банкнотира. Дали му должам и 50.000 евра или 20, да му даеме на луѓето да почнат нов почеток. Трета работа што е многу важно за нас како демократи, ние сакаме, значи, извршителите додат во судовите назад и никогаш каматата да не биде поголема од долгот. Значи, ако јас должам 15.000 денари, толку ќе биде каматата, а не камата на камата под 15 или од 5 денари да дојде 300.000. Добро, тука ви оставам простор за реплика и контрареплика. Значи, криминалот е веќе направен, толку е голем, јас сум длабоко влезена во ова, значи јас сум на улица, вас не сум видела ниједен од вас со мене на улица, значи јас бев цела зима на улица, значи наназад многу години, во месенџер добивам илјадици пораки. Значи криминалот е веќе направен. Застарување во Македонија не постои. Прекинато е застарувањето за член во закон 2009 година од страната на собранието, тогаш на Никола Груевски собранието, 2009 година, каде што законодавниот дом е злоупотребен комплетно за едно злосторство, големо злосторство. Прекинато е застарувањето, се побарување имаме по 30 години стари. Значи се тоа да се брише, значи ревизија на целиот систем, не за само извршителите во проблемов, судии имаме проблем, нотари имаме проблем кои направиле многу тешки кривични дела. Сам мислам дека ова не е за смртна казна. Мислам за смртна казна, веќе зборуваме за тешки дела како геноцид. Мислам далеко е ова од да ние дискутираме на оваа тема за смртна казна и така. Но ревизија пред се на работата на целиот систем на наплата, бидејќи има многу банки кои наплаќаат скриени кредити. Имаме 100 струко зголемени кредити, 200 струко зголемени камати. Добро, Ана, тука е проблемот. Времето, контрареплика Джинго и Зафировски, пошто код вас беше упатено. Да, и према нас беше упатено, не сме биле на улица. Еден по еден. Па видете, не знам дали има логика, се работи тука за народен имот. Значи, веќе се е распродадено и не знам дали воопшто има смисла сето ова да го дискутираме ако навистина и кај народот, и кај нас политичарите, и кај судиите, и кај нотарите, еве како што спомнавте, значи ако не се втуви некој страв, ништо не правиме. Значи. Спрега е тоа, спрега. Тоа е моје размислување. Зафировски, Никој нема контрареплика. ексклузивно право да се представи како борец против извршителите. Секој кој бил жртва на тоа, се бори против тоа. А тоа дека ние далеку пред вас сме се бореле против начинот на извршување, тоа можете да си ги прашате вашите познати. Завршивте, бидејќи имате уште време. Огненовски. Па јас би кажал една работа. Ние на свој начин, секој чесен граѓанин се бори. Се разбира, јас како председател на политичката партија живеев 33 години во Америка, пред 3-4 години дојдов, останав да живеам овде. Не да се борам само против извршителите или против одредена група на луѓе, значи да се бориме против воопшто кажано криминалот и неправдата што му се нанесува на граѓани.
се работи за нешто што ние денес пак не да не кажем дека имаме една ситуација каде што нашите животи се загрозени. Затоа што владеат 29-30 години луѓе кои што се дојдени да ограбува, не да градат, туку да крадат. Значи, не е најбитно, како што кажа господјата, дека таа била на улица, ние не сме на улица. И ние сме биле на улица. Кај беше ти за промена на името, кај беше за ова. Ако почнеме така да кажувам, приказах се кажувам. Значи, ние сите се бориме на свој начин и секој си има своја тежа. Имате право на реплика доколку сакате, бидејќи го искористите правото на контрареплика на оваа тема. Добро, да продолжам со друга тема. За Фировски ќе почнам сега со вас. Доколку имате можност, на кој начин би ги подобриле работничките права? Конкретно. Тоа е едно комплексно прашање и бара многу промени во многу системски закони. Тука би требало како прво да се донесе закон за синдикално организирање. Денеска нашите синдикати се организираат по закон за граѓанско здружение. Ќе соберам четворица истомисленици или следбеници или било како. Ќе направиме синдикат, ќе се поврземе со власта, ќе ни даде членство, ќе бидеме репрезентативен синдикат. Не постои закон за синдикално организирање. Ние имаме дефектен систем. Мораме, ако сакаме да бидеме пазарна економија, да имаме закон за синдикално организирање. Исто така, потребно е да се донесе и неминовно е, односно да се донесе закон за најмала загарантирана исплатена сатнина. Платата да се, според договорот со работодавачот, да биде исплаќана секој петок, како што е секаде во светот, или ако се договориме на секој 2 недели. Сега се случува состојба кај што многу предпријатија должат по 40 плати, 50 плати, на стечајните работници на технолошките вишоци им должат по 50 плати, 100 плати и имат добиено на суд извршување да ги наплатат платите, нема кој да го изврши тоа. Меѓутоа извршителите се агилни кога треба да ги блокираат сметките на граѓаните. Джинго, кој е вашиот став по однос на тоа како би ги подобриле работничките права доколку вие бидете дел од идната коалиција? Така. Во однос, значи, на ова прашање, намалување на животните трошоци за 50%, значи ќе одам вака малку подетално за да не испуштам нешто. Трајно решавање на здравственото пензиското осигурување на земјоделците с уплата од 500 денари месечно. Воведување на Министерство за село, Министерство за вработување, враќање на средната класа како столб на едно здраво општество, бесплатно образование и бесплатно здравство. Добро, до тука, мислам, веќе е тоа друга тема, меѓутоа, многу интересен дел е Министерството за село. Тука сега веќе пак навистина има многу да се зборува, меѓутоа, една од клучните точки во однос на работничките права е тоа. Значи, мислам дека ќе биде доста квалитетно такво нешто да се направи и дека ќе допринесе за подобар квалитет и за работа на село, нели, и да се врати младината на село и ред други работи. Имате уште 19 секунди. Да, добро, во ред. Министерството за вработување, значи, јас долги години имам долг работен стаж во Фондот на пензиско инвалидско осигурување, тамо сме се содрувале со многу проблеми. Затоа долг период, значи, сум размислувала за такво министерство, значи исто ќе биде квалитетно, затоа што Агенцијата за вработување има одредени граници до каде што може нешто да се сработи, нешто не, меѓутоа на времето беше Фондот за пензиско и Фондот за здравство заедно беа, значи, во едно министерство, така да ништо слично во однос на тоа такво размислување. Огниновски? Демократи ќе се изборат за вработените, работниците, за сите нас во сите сектори. Прво што ќе запрат тортурата што се врши од владеачките партии, од институциите, од директорите, кои денес ги држат во невиден страв,
а тоа е све наменето да се гласа за нас, за нив и така натаму. Тоа не е најважно, затоа што во Македонија, еве зборувам сега со вработени во јавни администрација, дури и во приватни, нас ни е страв, не смееме да ќе гласаме за овој зонај. 30 години ги чуваме прво работниците под страв, окупација. Втора работа е што ние, за да направиме нешто добро за вработените, не само да менуваме закони, демократи, денес, не утре, после 2 години, како што некој треси глупости по телевизиите, бидејќи цело време давате предност на овие да речеме гледачки партии, да тие се изјаснат, а ние имаме малце време. Да, ве молам да си докажа, не ми се убацувајте. Тоа е мојот стил и оставете ме докрај да докажам. Значи, цела наша приказна е, платата треба да биде денес 30.000 денари минимална плата. Да не зборувам заштита на вработувањето. Значи, кога вработените што се таму треба да имат заштита. Од опрема, во рек Битола, пример, работат без заштита и луѓето, например, се изложени на хемикали, на отровни воздуци. Тоа треба да опрема, маски, не е бидно што. И на одредени позиции, кај што се, пример, во здравството и друго место, треба да се обезбеди таа заштитна опрема и се разбира по високи плати. Минимална плата, ние затоа викаме. Не можеш да му решиш проблемот со некој закон, ако ти не му даеш добра плата и ако престаниме да ги уништуваме, заплашуваме вработените. За тоа ние ќе се бориме. Глигорова? Кога ќе гласаат нашите драги сограѓани, нека се сетат на бројот 7, затоа што ние ветуваме дека во законодавниот дом ќе се бориме за гарантирани неработни денови, сабота, недела и празници со закон. Секој што сака тие денови да работи или прековремено да работи над 8 сати, да има фиксно плюс екстра пари. Значи, како што е во некои цивилизирани земји, тоа е прво. Второ, многу важно, бидејќи се работи за договори на дело, на 1 месец, на 3, на 6, на 12 месеци. Значи, да се вратиме на оние договори на неограничено работно време. Значи, на неограничен работен тек. Значи, тие договори би го освежиле самиот работник, би му дале повеќе елан, поголема концентрација, поголема продуктивност. Многу посериозно е тоа, отколку да кажеме на 1, на 3 месеци потоа. Во овој период на пандемија, мене ми пишуваат многу работници од цела Македонија, кои се избркани преку ноќ. Значи, не се заштитени работниците во Македонија. Значи, мора во законот за работни односи децидно да се напише, да се стави во член кога некој може некого. И трето, прекаријатот, тоа е една огромна група на луѓе. Тука имаме и невработени, имаме и хонорарци. Значи, тоа е една голема група на луѓе. Не се за работниците само тие што претендираат за работа. Тука и многу голем број на невработени луѓе. За тие невработени луѓе имаме плюс до 1 година, како што е во Германија, до 1 година месечен приход, додека не се вработи одредена сума на пари, со висина на минималната плата во државата. Добро, имате право на реплика и контрареплика. Зафировски? Во денешниот... Само кажете ми кон кого е репликата? Добро. Во законот постои прековремени сати, постои ноќен труд и постои празнични сати и тие мора да бидат исплатени. Некој не го почитува тоа. За да не го почитува, му се дало шанса, бидејќи нема кој да биде бранител на работникот. Затоа ние збориме закон за синдикално организирање. Не може работник да биде повикан на одговорност без представник од синдикатот. Тоа е суштината на промените. Не го почитуваат тоа. Од 80% приватни фирми не го почитуваат тоа, бидејќи ми пишуваат секој ден, значи се работи сабота, недела, се работи празници, ги земаат со автобуси и ги носат на работно место. Значи тоа е таков лелек, ви кажувам отворено, најчесно ви го кажувам ова, значи таков лелек има од страна на работниците, оставени се на милост и немилост на плаќање на комуналии, не може да ги платат комуналните сметки, не може да го наполнат фрижидерот, затоа што се оставени или без работи сфрлени поради пандемија ги отпуштат од работа, или прековремено работат во многу лоши услови. Значи еден до друг вака и добиваат болест. Оваа коронава ја добиваат по оние текстилни кластери и оние кожарски индустрии. Може и јас реплика. Секако, поведете. Према Ана и према граѓаните се разбира на Македонија. Ние знаеме вработените што немаат работа или што се избркани од работа или изгубиле работата, дека на тие луѓе треба да му се даде одредена финансиска помош. А како ќе ја наречиш таа помош не е битно. Денес даваат некоја социјала, ако не работиш, дали е тоа 6, 7, 8 илјади, тоа не е битно. Значи, денес ако некој вработен кој што работел, ова е пример од Америка,
земал 5000, пример, $5,000, тој 69% зема наредни, се вика тоа незапосленост, наредни 6 месеци до година дена. Невработените, социјалата, таа е рачунам, значи тука треба минимум 200 евра да се дава, а ако има деца, исто да се дава по 100 евра на децата. Значи цела поента е и се разбира да ги приклучиме, не цел живот да даваме на социјалата како така, значи. Добро, има право контрареплика, бидејќи беше до вас, доколку сакате. Хибридна е Македонија. Значи, хибриден систем и државен капитализам од една страна никогаш не е етаблиран, капитализмот е див. Значи, кој сака што сака работи. Јас веќе во една емисија споменав дека 60% од фирмите во Македонија не се со странски капитал, туку наши локални чауши се позади тоа. Злоупотребуваат работници, злоупотребуваат своји граѓани македонци и од сите други етнички заедници. Тоа сакам да кажам дека толку длабоки се злоупотребите. Ниту финансиска полиција, ниту трудова инспекција функционира, ништо не функционира на терен. Значи, неверојатна злоупотреба е на терен на работничката, да ја наречам. Джинго, дали имате реплика? Да, секако, ќе ве Кон молам. кого? Па иве, нека биде неутрално, Не мора меѓутоа да кажете како кон реплика кого е. иве кон Нана да речеме, мада јас сакам повеќе да се надоврзам. Господјето убаво се кажа како што треба, меѓутоа како столб на едно здраво општество, значи ние снима средната класа. Се утопи никаде ја нема. Значи, она е еден добар, голем баланс во една држава, па поготово тука кај нас. Тоа е, значи, ете, ќе се стремиме, ќе се бориме некако со сите можни сили да ја вратиме барем средната класа. Ана, имате право На контекст на средна класа, па, за средна класа може да зборуваме, тоа е еден убав капиталистички термин кој го користат французите, го користат белгијанците, германците, но они се сосема еден друг систем, сосема на друг начин граден систем. Они се социјални држави, меѓу другото се капиталистички, но и се социјални држави. И тие социјални мерки кај ни функционираат, затоа и немаат големи немири внатре. Кај на социјалната држава е само во устав, во неколку члена, не функционира на дело. Значи треба на дело да почне да функционира токму поради овие инспекции што не се прават. Не само инспекции, туку и нови закони кои треба да се донесат преку собранието и на ниедно друго место. Добро, тука мислам дека ги исцрпевме репликите, контрарепликите. Джинго, сега продолжувам со вас. Како вашата партија, доколку има шанса, ќе се бори со корупцијата? Тоа е едно горливо прашање на вистина. Меѓутоа, мораме да се соочиме и да се бориме. 30 години веќе живееме во време со тешка корупција, каде што знаеме дека наизменично Социјалдемократски сојуз, ВМРО, значи цело време се менуваат тие исти на власта. Значи, ние се надеваме дека ќе дојде ред да ја растуриме, да го растуриме тој двопартизам, а и со самото тоа, значи ќе се избалансира некако таа корупција, што е едно од најтешките моменти што треба да се решава, без разлика која партија утре ќе дојде на власт, дали од поголемите, од помалите. Меѓутоа, соочувањето е неминовно. Според нашите проценки, во изминатите 30 години, значи, ова е податок, веќе и во јавноста се знае дека околу 15 милиарди евра се украдени. Дај Боже да се помалку, меѓутоа најверојатно дека не се помалку. Тоа веќе и не е некоја тајна, бидејќи секој ден од разговори, што прислушувани, што цело време се циркулира со информации по јавните медиуми, тоа се кажува, да. Значи, тоа е, мора да се соочиме со криминалот, корупцијата и ова мора да престане. Значи, тоа е општо познато. Огненовски? Па, видите, тоа е многу едноставно ако има волја и ако се честни политичарите горе. Демократи имаат решение, а решението е многу едноставно. Прво, има повеќе закони што треба да се променат, но најважните. Да не застарува потеклото на имотот на политичарите и на граѓаните, да додредна сума на пари се разбира. Да можеме ние и пред 20-30, сакаме од 91 ревизија, тотално да направиме пример на политичарите, да се види од каде му е потеклото на имотот, ако не може да го докажат конфискација и се разбира кривично да бидат прогонувани.
Друга што е важна работа, гледаме како го инфицира судството, јавното обвинителство, полицијата, царината и така натаму, сите овие институции кои што треба да го штитат народот, граѓаните нас, тие одредна група, честна исклучоци се разбира, повеќето се честни, ама доволно е мала група на луѓе кои што владеат сега во овој момент. Значи ние како демократи сакаме не специјално јавно обвинителство како ова криминално што беше поврзано и даено амин од владеачките партии, ние сакаме специјално судство, специјално јавно обвинителство и специјална полиција. Денес, пример, погледнете како ни се станува судија. Во Америка или други држави се гласа за судија, некој ќе му текни судија да стане. Значи се знае како се се избираат луѓето во Врховниот суд и како другите. Значи кој ќе се оди на гласање, ние предлагаме граѓаните да гласат за кој судик има, значи тоа. Друга што е многу важна работа, имаме ние прекрасни полицајци што завршуваат, имаме што завршуваат кои за инспектори, академии, факултети. Ние нив не ги ставаме во полиција да бидат, што правиме, значи ние ги ставаме некој со земјоделско да ни биде инспектор. Ако тоа не го направиме, ако не се донесе овој закон и не се направи специјално судство, јавно обвинителство и полиција, ние нема никогаш да се спасиме од ова. Затоа што нема ја што да се расправам као некоја реформа лажна, 30 години реформа во судството, реформа не знам во полицијата. Але тоа е све криминализирано таму од страна на одредна група на луѓе. Вашето време, Глигорова. Македонија се базира на корупција 30 години. Значи корупцијата е во секоја пора во ова општество. Значи ние се залагаме за ветинг на судиите, тоа го спомнавме. Во овој момент сега баш ми текнува на Здравев и на, нели, тој председател на судскиот совет и на неговото дете кој сега е во новата академија за суди. Значи пропадна СЈО. СЈО го уништија олигарсите што стојат зад позадината. Значи олигарсите го уништија СЈО за да се згаснат дивните криминали, за да не може да бидат осветлени нивните криминали. Кој сега ќе ги гледа, бидејќи кој ќе ги гледа нивните криминали? Бидејќи СЈО беше единствена надеж во еден долг временски период. Единствена надеж, цела една шарена револуција се базираше на тоа СЈО, нема правда, нема мир. Значи тоа пропадна. Каде сега ќе се пренасочи погледот на граѓаните? Кон некои нови судии. До тие судии нема да бидат нови. Таа академија за судии се со децата на Тала Џафери, со детето на Здравев, со детето на Јосифовска. Значи тоа не може да биде. Тоа е, значи нашиот систем во суштина е опасно корумпиран. Уште од времето 90-91 година до денес. Значи преку Агенцијата за санација на банки, преку ТАТ, преку приватизација на Стопанска банка, приватизација на Октана, Телеком, приватизација на целиот општествен, па потоа во држава и на крај во приватен капитал. Значи корупцијата и високите политичари, посебно некои бивши премиери кои се потпишани како акционери за скриени во големи фирми, тоа мора да се реши. Зафировски? Кога велиме корупција, во последните 30 години тоа е СДС и ВМРО. Само можеме да констатираме дека корупцијата е системот, односно законите што ги носат. Тие се комплицирани закони. Ако сакате да извадите еден лист во катастар, имотен лист, треба елаборати, треба нумерички податоци, глупости. Тоа е обврска на државата, на општината. За жал, и една фирма, ако сака да извади дозвола за работа, технички приеме елаборат во случај на пожар, лиценца за ова, лиценца за она. Самата комплицираност и можноста да не ти ја даде дозволата предизвикува коруптивност кај министрите, кај помошниците. Секаде во светот системот е едноставен, државата помага, отварате дозвола, работите и ви дават услови за прилагодување. Се додека владеат СДСМ и ВМРО-ДПМН, ќе се давиме во корупција. Тука се согласувам и во нашата програма стои судството, односно судиите на основните судови да се бират на непосредни избори. На тој начин ќе го одбегнеме влијанието на политичките партии кои ги поставуваат, а исто така мора да се смени и законот за судиите, кај што во член 100 стои дека судијата не одговара за постапките и одлуките во процесот на судење. Значи, он може да ве осуди без факти и без докази, а нема никаква одговорност. Добро, имате право на реплика, но само кажете ми кон кого морам да знам. Реплика? Консите. Значи, добро. На дополнување повеќе, мало на дополнување, бидејќи ќе морам контрареплика да му дадам доколку
кон целава атмосфера. Добра, кон сите имате право. Значи, кратка ќе бидам. На масава сме, да речеме, нови партии, млади партии, младо здружение, односно постаро здружение, да речеме, помлада партија, млади партии или повозрастни партии, но сепак помали во структура. На масава, тие што ја правеа корупцијата не се. Дискриминацијата, да јас не можам да се обратам на тој носител на изборна единица 1, што е од владеачката партија или од ВМРО, од ДПМН, што го чувствувам во моментот како многу силен притисок, бидејќи тука со мене седат луѓе кои никогаш не биле во власт. Ова се луѓе кои се честни, чисти. Не можам јас да им реплицирам. Јас можам да им реплицирам на тие кои ја уништиле Македонија. Не можам да му реплицирам на Јорго или на господјата или на господина. Се честни луѓе. Добро, Огненовски. Да, јас према господинот. Значи вака, ние во Македонија немаме од ДПМН само проблеми и СДС, имаме и од ДУИ, кој што 19 години заедно во една братска заедница со овие две партии прерасна во една, ја што ја викам, ја ограбуваат Македонија, најголемите политички, да кажам на свој начин, криминалци излегуваат ДПМН од СДС, ДУИ. Сега тоа некои што не ги осудуваат, ако почне тие да осудуваат, гледаме приказната со Груевски, гледаме како делата застаруваат на овие тешки криминалци кои што ни го уништија животот на сите нас. Затоа јас се нафатив на ова, јас немам потреба, дојден сум од Америка и за мен имам се, среќен сум човек, а ова не можам поќе да го гледам, не можам странно да седам. Значи, ние мораме тука да го уклучиме и 19-18 годишното пустошење на ДУИ. Значи, да се разбериме, луѓе, нема друго, не само ДПМН СДС. Тука се сите обединети да не ништат секој ден. И убаво би кажал за Ана. Значи, во право, јас кога дојдов овде, размислував... Истече времето само. Добро, тогаш во друга прилика ќе кажам. Контрареплика, не само ДУИ, и ДПА и други што беа приврзоци во власта, меѓутоа одговорноста е на тој што го дава премиерот. Со самото премиерско експозе ние знаеме што очекуваме понатаму. Главната одговорност е на партиите што ги давале премиерите во последни 30 години. Тоа се СДСМ и ВМРО ДПМН. Добро. Се извинувам само еден момент, ако може. Размислувам цело време. Значи, знаеме дека уназад 50 години како се стварал капиталот, значи ние порано бевме во една Југославија, меѓутоа тој капитал целиот знаеме и како се одзел од народот, значи тоа било украдено во таа постприватизација. Меѓутоа една работа е многу битна, без разлика, значи. Кој вршил корупција, кој бил инволвиран, едно. Значи, крајниот момент е најбитен, значи, сето тоа да се одземе. Значи, мора да се направи ревизија. Мора. Добро, контра реплика... Јас би можел да... Добро. После јас кажам да избор. Во ред. Жалостно е што седиме ние тука четворица, Горан е председател на политичката партија, јас сум председател, значи представниците, вашиот председател, значи Колев, требаше овде да се појави, таму убаво се пишуваше на... Па не е така концепција. Значи Не, сакам да кажам, значи ние требаше овде председатели да бидеме, а уште поважно е, значи, да дојдат и представници од ДПМН, СДС, ДУИ. Не, ние се зборувам за вашата телевизија и воопшто сите, не делите и не ставивте тука во една многу незгодна позиција. Концептот на медиумот ве замолувам, значи да не го коментирате концептот, имате уредна покана, дебата и со оглед на сите протоколи кои што се издравствени се добивте дебата, тука сте, ве молам контрареплика на темата. Држате се до темата. Немам, тоа сакав да го кажам, па понатаму ќе продолжам. Глигорова, повелете. Во контекст на корупцијата, денес бев на суд, потоа што имаше судење со извршителка една, ова е ексклузивно, па морам да го кажам, се одложува рочисето, значи се суди на Иванова, извршителка во Битола, за давање лажен исказ. Значи, одземена е куќа на една господја од Битола, значи ова се влече, денеска обвинителот втор пат не доаѓа. Обвинителот земал годишен одмор. Се прашувам, дали е тоа дело од таа спрега? Значи,
константно има вакви судски процеси, каде што ги снемува обвинителите, ги снемува судиите. Тоа е таа коруптивна шема која најверојатно владее во Македонија. Тој ланец мора да се прекрши. Значи, ја во контекст морам ова да го кажам кон Јурго. Господјата не е председател на партија. Морете да се држиме до темата Глигорова. Дали имате реплика или контрареплика на оваа тема? Се уште? Некој? Се може да кажам нешто. На темата. Да, на темата, само не можеш да не држиш на темата. Да ви кажам зашто. Затоа што ние, ако сакаме да кажеме, не е битно, значи можеме да излеземе малце од темата. Ние не сме дојдени овде, темата ќе ни поставиш прашање и ние ќе одговараме, така? Значи, пратиме се темата. Следува вашиот ред за прашања? Дозволиме малце и некогаш да излеземе од темата. Ако во тие 2 минути, ако сакам да излезам од темата, ќе излезам од темата. Значи, не мора да биде баш идеално, ве молам. Во ред Зафировски контрареплика. Кога збориме за корупцијата и за обештетување на луѓето што доживеа неправедната приватизација, тука коруптивниот систем кој владее, мораме сите негови последици да ги обештетиме. За излегување, односно да го надминеме тој систем, потребно да ги обештетиме и штедачите во ТАТ, заробените девизи, оштетените со стечај, со технолошки висоци, клирингот. Многу луѓе работеа во Ирак, не им беа исплатени плати. Тој систем направи многу неправди, сите тие мора да бидат исплатени, обештетени, ако сакаме да продолжиме понатаму. Добро, има некој? Јас можам само да кажам за ревизијата во контекст на целата, беше спомната приватизација. Пред адвокат пред некој ден ми рече, Ана, вика, гостовне на телевизија, ми вели, не постои застарување на перење на пари. Не е направена ревизија на проектот Скопје 2014. Она што СДСМ го ветуваше. Че тој проект е препон со перење на пари. Никој не е санкциониран во тој проект. А проектот е буквално, кога го гледате тој стиропор, кога го гледате тој неквалитет, знаете дека таму е многу исправно. И тоа никој не го фати сериозно да го работи. Огненовски контрареплика? Па би кажал за господјата, јас сум битолчанец и знам... За Джинго? Да. Добро. Битолчанец сум и знам како ТАТ се случуваше во Битола, како 120 милиони марки тоа време пред 20-25. Знам дека нашите печелбари од Битола и од цела Македонија ложуваат пари, како пропаднаа парите, тоа беше нормално. Да се надополнам на целава приказна. Ние цел ден може да зборуваме за ова, но додека со овие на власт, тие нема ништо да променат. Значи, ова што го предлагаме како преку со корупцијата, мора да дојдат честни луѓе на власт за да променат тоа. Додека се ДПМН, СДС се менуваат и ДУИ и некои од тие 50 сателити, ја што ги викам, кои што заеднички ја уништуваат Македонија, ние ќе го имаме проблем. Не треба ни да се чудиме зошто не се врши. Пример, зборувам пред 20-25, па тие сега имаме пред година, 2-3 најголеми криминалци му застаруваат делото. Еве Груевски го пуштија. Како? Тоа е договор, како? Што мислите, ова случајно, тоа избега се претправил во жена и глупости. Тоа се работи што треба народот да освати. Јас сум со демократи и ќе агитирам секојаш да си гласате нормално за демократи, затоа што ние сме честни и хумани луѓе. И да заокружите и број 2 ќе кажам, али поентата е дека додека народот, ние како граѓани не се свесни и да престанеме да гласаме за овие злосторнички здруженија, па ние готови сме, ние нема готово. Ова е нешто што не можеш после да се спасиш. Добро. Има некој реплика на тука, на оваа тема? Заврши времето. Да, добро. Одиме тука куса со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во студиото. Огненовски, овој круг на прашања го почнувам со вас. Кој е вашиот став по однос на Преспанскиот договор? Пред да ви одговорам кој е нашиот став на Преспанскиот, сега ќе ви одговорам тоа што сакам да ви кажам, ти морам да излезам од овој контекст. Ние тука сме поканати, како гости се разбира, благодарам што сме поканати. Тука требаше, како што реков, да бидат претседателите на политичките партии. Да не зборувам на ДПМ, ДУИ, СДС. Зошто тоа треба да биде така? Затоа што ние тука разговараме помеѓу нас, си кажувам наши ставови, а
За мене што е најбитно, зборувам во овој контекст, е, например, зошто господин Обачев или господин Колев не се тука? Ви тече времето. Ми стече времето? Не, ви тече времето. Не се секирете, не се секирете. Тие треба да бидат тука. Ние имаме човек, Колев, кој што негира дека постојат македонци и јас треба со него да разговарам, а не со Ана, и дека тој човек кажува нешто најдобро што го имаме сегде на јавност и се осудува и партија формира и ќе воде од државата. Значи, како јас со Ана, не можам со Ана да разговарам, јас треба со господин Колев да разговарам и да му кажам дека тој може да оди кај Каракачанов и да представува седмица и неговата партија таму. За Македонија нема простор за такви луѓе. Оти преку глава ми еве и преспанскиот договор што зборуваме. Све се тоа преваранти и ДПМН, и СДС, и ДУЗДИ, преговараа што преговараа, го смена. И име, и презиме, и што сакат. И значи се преспанскиот договор, што да кажеме, катастрофален е. Да не можеш да кажеш македонска евар, да не можеш да кажеш македонска телевизија, да не можеш да кажеш име менуваш, затоа што го лажеш народот ќе влеземе во Европа. Па ќе влеземе, господо, досај ќе не поканеш Европа пред 15 години, ако не ја плачкавте државата. Вие уништивте државата. Преку глава ние, не само мене, на цел овој народ што е излажен, не да е излажен, туку е уништен. Значи, дај да видиме кој стварно мисли добро на Македонија. Сите се правиме поголеми македонци. Па доста веќе. Делата го краса човек. Значи, преспанскиот договор е катастрофален. И ние, како политички субјект, демократи, да бевме пред 23 години, кога почне 24, немаше никогаш да седнеме да преговараме, затоа што никој нема право да преговара за име. Затоа што во Европа ќе влеземе, па Европа нас ќе не моли да влеземе во Европа ако ние бевме економски јаки, ако немаше криминал што го креира тие. Вред. Глигорова? Како прво, не сметам дека мора да бидат председатели на партија присутни во емисија носител на листа на број 1 сум. Значи, председателот на партија, тој автократски однос на пирамидална структура во некој систем, ја не го разбирам. Па морало председател да биде, па председателот бил тој што бил главниот во целава приказна, не го разбирам тоа, нема потреба од таа пирамидална структура. Јас сум тука со еден граѓански концепт, Јорго. А Петар Колев, кога ќе бидете во контекст со него, мислам го спомнувате неговото име, кога ќе бидете со него во емисија, нему ќе му се обратите на таков начин, како што го нарековте и така натаму дека се изразувал, не знам како се изразувал, сметам дека треба лично да му се обратите. Второ, за преспанскиот договор, што најмалку се зборува, мислам тоа дека е завршена работа. Сите отварање на духот од шишето, работа која пред 2 години претрпе толку многу превирање во јавноста, па да, па не, па излегува 600.000, па 700.000, па нема попис, па не знаеме колку луѓе имаме од држава. Прво немаме попис. Прво, според пописот да го направевте пописот, вие точно ќе знаевте колку луѓе гласаа на тој референдум. Па дали тој референдум е валиден или не е валиден. Тој не беше обврзувачки референдум, а се донесе еден консензус со кој, јас не сум задоволна. Не сум задоволна со новото име на Македонија. Не сум задоволна, затоа што сметам дека грците се уште таблина не ги смениле во нивната држава, но тоа е што е. Ние сме член на алијансата, тоа е некаков помак, сега, иако не сум голем љубител на агресори, на алијанси, на воени сојузи и така натаму, но тоа е некаков дел од геостратегиската положба на Македонија која мора да се прифати. А патот кон евроинтеграциите и е преку тој преспански договор, веќе ако зборуваме на таа тема. Зафировски? Како реплика? Не, прашање. Ние имаме негативно мислење спрема преспанскиот договор. Најпрвим, тоа се случи во услови на владење на овие што ги спомнав двете партии, во услови на стварање на еден чудовошен систем, кај што народот беше обезличен, работникот беше уништен, а ние не ни оставија сила да се бориме против предавничките политики на актуелните власти. За жал, се појавуваат политички партии кои во својот концепт форсираат водачи и држави кои се наши непријатели за одредени теми. Кај е тука државната безбедност да испита зошто Петар Колев е пријател со најголемите гласноговорници кои сакат да ни ја
земат историјата да ги прогласат Гоце Делчев, Самуил, па и Карпош. Ако не бил Карпош македонец, зошто Леополд I му пратил проглас до македонскиот народ да го прогласи за крал, меѓутоа не би одел во историја. Жалосно е ова што се случува. Вакви партии да постојат во Македонија. Не, прашање првин да одговори Джинго, па потоа реплики, контрареплики. Да, благодарам. Значи, Преспанскиот договор не е изгубена работа, баш напротив, со Преспанскиот договор, односно за антимакедонските договори, сите што се донесени, значи, доколку ја добиеме довербата од народот, прва задача и основна задача ќе биде да ги поништиме договорите. Значи, тука лежи најголемиот проблем. Значи, духот, македонскиот дух е уништен. Од тука се поаѓа. Лесно ќе ги решиме проблемите на економски план, на корупција, меѓутоа, Преспанскиот договор е најбитна работа. На сите ни е тоа општо познато, меѓутоа, ние како партија се заветивме и се заветуваме. Значи, нема отстапување од тоа. Името ќе се врати. Еве народот нека слуша, нека гледа, меѓутоа, верувајте ми, дека и така ќе биде. Македонскиот дух ќе го вратиме. Па нема поголемо богатство од тоа духот на македонскиот народ да се врати. Се е решливо. Со пари све се прави, меѓутоа духот ако ви го уништат, се ви уништиле. Благодарам. Имате уште 15 секунди за колку сакате. Да, значи познато е на целата јавност дека од јуни 2018 година до јануари 2019 година многу народ излезе на улици. Водевме тешка 7-месечна битка низ цела Македонија. Имаше автобуси со бойкотиран, значи што све не се направи. И бевме задоволни, имаше многу народ. Меѓутоа, за референдумот успеавме. За промена на уставот не успеавме. Добро. Право на реплики, контрареплики. Ана, кон кого имате? Тенденциозно е, прашањето беше поставено за господинот. Тенденциозно е, бидејќи прашањето беше за Преспански договор, да се спомене повторно име и презиме на председател на партија, на човек, на личност која не е присутна овде, за да мене ме девалвирате. Значи, видете вака. Прво и основно, договорот за добро соседство помеѓу Македонија и Бугарија го потпиша Никола Димитров и Зоран Заев. Зошто не се обратите кон Никола Димитров и Зоран Заев? Значи, они го почнаа целиот тој договор со Бугарија. Значи, од тука се тргнува и тука се завршува. Го страфија нив да ги спомнете, така? Па мора да спомнувате некој што бил член на здружение. Са не го бранам јас него, јас сум граѓански активист. Ме разбирате? Јас доаѓам како граѓански активист и немам намера тука да ви одговарам вас на ваши провокации. Значи, овде ме провоцирате мене. Што ја блага врска немам со тоа. Јас сум тука независна со цела независна листа. Број 1 се граѓански активисти. Добро. Значи се бориме за граѓански права. Значи за деблокирање на сметките на граѓаните блокирање, за запамтат граѓаните. Значи комплетно деблокирање на сметките на граѓаните. Времето, право на За жал или не ме слуша или не ме разбира. Јас кажав предавничките структури на СДСМ и ВМРО ДПМН, меѓутоа соработка и поддршка од одредени политички партии кои еве припремаат терен за бришење на нашата историја. Значи истото се случуваше. Кажав, Зоран Заев го потпиша договорот во Преспа затоа што го обезличи македонскиот народ и македонскиот стандард. Немаше кој да се бори против него. Петар Колев е најголем другар со Каракачанов и со Ковачев, па се има сликано на Фейсбук, гледаме, не сме ќорави. И се запрашам, ако тоа е вистина, зошто не постои структура во нашата држава која ќе ги испита политичките партии за кого работат? Кој ве праќа, кажете ми? Кој ве праќа? Не кажете ми кој ве праќа. Не кажете ми кој ве праќа. Нашата програма, човек кој има двојно државјанство да не може да биде функционер во нашата... 220 луѓе имаат двојно државјанство во Македонија. Знаете ли дека пратеници имаат двојно државјанство во Македонија? На која држава е лојален? На Бугарија или на Македонија? Со бугарско државјанство. Не може да биде пратеник според нас. Тоа вие го мислите, но оваа провокација не ви држи. Кој ве праќа, ве прашав, не ми одговоривте. Ме праќа жена. Ме праќа некој. Во ред, ви стаче времето, Огниновски. Премана. На колатерална штета не ставате одека мене. Вака, Ана. Ти не си граѓанско здружение, тука тврдиш пред телевизија пред. Ти си представник од
политичката партија, бугарска Не политичка е точно. партија. Значи, вака. Сега не ме Значи, прекинувај. не сакам 40 вакви, секунди. значи, Григорова, Наташа, вам молам. значи, да го искористи за да добие гласови, бидејќи никакви се со гласови. Значи, ги ви кажам, никаков рейтинг немат. Да ме искористат мене. Како? Граѓанско здружение, 4 граѓански Григорова. здруженија. Јорго, дојден си од Америка, многу добро ме познаваш. Значи, ќе ти кажам, преговаравме заедно да одиме. Твое беше, зашто за тебе стои Никола Груевски. Тоа да го знае јавноста. Да знаеш, за да знае кој точно стои за тебе. Предавникот Баба Зумбула со црвен тепих, што тој стои за тебе. Борете, Значи ти Григорова, кажувам, ви истече времето. а сами си го барате да ви отворам и да ви зборам за кого работите. Огненовски. Вака сега, Бугарска бидејќи ми се Григорова. уфрлува, прво не се представува дека си граѓанско здружение, туку си со бугарската партија. Не е точно. Не е точно. број еден. Граѓанско здружение, Значи, имам докоп, имам ми докоп. кажуваш Григорова, дека мамо. Значи ќе го напуштам студијево, Наташа. Вам Значи ова е молам да безобразно. заврши. Прво го нема тука, прво ја нема партијата тука. Значи, да мене заврши. ми се обраќа како на партијата. Би за безобразен. Во Може реда. да си попие кривична, значи ќе добиеш кривична пријава од мене за душевна болка, сега ќе добиеш во сред кампања. Да Обавезно. знаеш, уште утре ќе А добиеш. ти што тврдиш дека јас Значи, сум со душевна Никола болка. Груевски, Значи, ќе душевна добиеш- болка. Ќе добиеш тоа што треба да Кој добиеш. ти ќе се добиеш? Значи, все да те кажам, слушај ме са пажливо, немој прекинуваш, ако 40 сакаш секунди, излези од да, вам молам. студијата. 40 секунди. Излези само. слободно од студијата, не ни требаш тука. Ве молам, јас па овде ти да си кажувам излезеш кој прв. кажува и кој напушта и кој Може. седи во студио, а ве молам искористете ги тие 40 секунди да Сама се те кажам, обратите. не ме прекинувај, ако ме прекинуваш не можам да Ана, ве зборам. молам. Значи, зборуваш за некој си Колев, Колев не е тука, па требаше Колев да биде тука. Ти ја Зашто представуваш требам Колев да партијата, биде не тука? викај дека представуваш некој граѓанско здружение, не представуваш. Оти си преку нив ги собрали подписите, кажи му на народот. Ги собрали си преку партијата. на Јорго, Бугарија. со тебе преговарав. Значи со тебе преговарав прво, многу добро знаеш. Со месеци дека преговарав со тебе, но ти ме излажа. И сега не сакам да разговарам, немој да отварам тема, зашто многу лошо ќе пројдеш. Значи не сакам ова да го отворам. Значи нема потреба да собираш поени на овие ниски ударци. Значи стварно ниски. Григорова, Значи, молам, значи моите Григорова. цели се толку високи и Григорова. свети. Немој да ми ги удриш со твоите прљави ниски ударци. Григорова. Со тоа да добиеш поени, нема да ги добиеш, веруј. Глигорова, ве молам. Не го Нема да ги брани, добиеш. не го брани Колев. Бугарска Глигорова, ќе одржа. морам да Не го- исклучам не го микрофони брани. доколку продолжите. Оставете му 40 секунди да се изјасни. Повелете. Не го брани Колев. Прво, јас сум и не сум никогаш со некого, јас сум против сите. А ово што го кажуваш јавно дека сум со Груевски, за тоа нормално што треба ќе се преземи да докажеш дека стварно сум со Груевски. Значи си го каже, убаво си го каже. Друга работа, јас се кажувам само вистината. Значи, не го брани Колев, тоа е Колев. Тоа е неговата партија. Тоа се 50-60 партии во Македонија кои што доаѓаат само да седнат во фотели и го уништија народот. Мене ме уништуваат македонскиот народ, албанскиот народ, турскиот народ. Значи вака, Не изигрувајте. Наташа, морам да направам Повелете реплика, значи 40 јас во оваа емисија прифатив да дојдам. Ни го узурпирате времето со постојани реплики. Не, узурпирано ми е мене не во ред. времето да ја кажам програмата. Значи, мене ми е узурпирано времето со напади од човек што го познам. За господјата и господинот не ги познавам и не можам ништо да кажам, но човек што го познам и знам зашто со чиста подла, со еден подол момент, бидејќи сака со никого да се пресмета и да добие поени на тоа со човек што никад не бил у власт. Со Петар Колев нема никаква мудрост и доблест со Заев и со Димитров да разговара и со Груевски да разговара, туку сега бара некој други, па преку мене ќе добие поени. Мислам тешко, Добре. многу лошо. Динго? Многу Да. лошо. Благодарам. Лошо. За преспанскиот договор, значи, механизми има и постојат. Премногу нелегални елементи има во преспанскиот договор. Еве сега веќе е дадена во печатење книгата на нашиот председател, значи на професорот доктор Јанко Бачев. Книгата се вика Меѓународно правните основи и постапка за поништување на договорот меѓу Македонија и Грција. Значи, дека веќе некој нешто работел на тоа. Ова е уназад работено. Значи, ние сме знаеле со години уназад што ни се спрема. Значи, книгата е во печатење и таму може многу добро да се види во детали се што е напишано. Значи, постојат механизми, а и ние ќе си се избориме. Тоа е наше право. Право
на македонците. Доколку немате повеќе реплики на оваа тема, бидејќи имаме уште многу малку време. Уште една реплика само ја Зафировски, повелете. Ова е појаснување на законот, изгледа. Изборниот закон јасно определува кој може да кандидира пратеници. Политичка партија, коалиција помеѓу политички партии или 1000 потписи независна група. Така да не се коалиција, не единствена Македонија, ни они, тоа е политичка партија Единствена Македонија Јанко Бачев, политичка партија ГДУ, политичка партија Мора работничка партија, политичка партија. Значи тоа не се коалиции, се крстеле коалиции, меѓутоа не постојат како коалиција. Многу цврсто го размислувате тоа, зашто единствено Граѓанско-демократската унија се одважи да го прифати нашиот граѓански концепт, затоа што ние имаме 20 пратеника кои се сите граѓански активисти од прв до последен, на Вие сте кандидирани од ГДУ. Ние сме правно кандидирани, значи од ГДУ. Значи само тоа. Молам, Огниновски. Само да завршим. 40 секунди. Се разбира, благодарам. Секој човек што не ја сака Македонија, како Петар Колев што изјавува јавно дека не постојат македонци, или те се мали човечина, погаси ги удираме. И тоа го има во бугарските студија, значи не е битно. Секој човек што досега што ги спомнува, на мене ми е страф од ова, мене ми е страф. Сите ови, јас намерно не му спомнувам имена на ниедни, затоа што ги има многу. Дали е Заев, дали е Груевски, кажав дека избега човеко. Ме поврзува господјата дека сум бил со тебе бил на гости у Лос Анџелес, ти ми се фалеше. Кај тебе бил бизнес, сакал дуј бизнес со тебе да прави. Па ти се фалеше. Па ти се фалеше. Дека Груевски за тебе работел, филмски град ќе правил, бил питувал за тебе. Па ти ми се фалеше за Груевски. Па од каде имам јас идеја за Груевски? Не ми паднала од него. Ќе ме оставиш да докажам? Значи, тоа е точно. Јас сегне на јавните гласила кажувам дека пред 10 години се запознав со него, со градоначалникот, дојдов тука, сака да му поможам. Кажи го името на градоначалникот, Двојче, најкриминалниот градоначалник. Сигурно, значи сите тие овие фактори, мене што ми најпоќе што ме боли, еден прво јас се прашувам кој му дозволи на Петар Колев да формира партија во Македонија. Кога тој зборува против дека не постојаме македонци, па ние имаме проблем со Бугарија. Значи, Наташа, ти ќе мораш да ја престанеш оваа дебата, бидејќи Петар Колев не е присутен. Ве молам. Не е присутен. Срамота е, Јорго. На мене да ми се обраќаш. Значи не ти е присутен човекот. Не ти е присутен, дали разбираш? Ти собираш поени, не сум представник на таа партија, извини. Значи ти се обраќаш, мене ми се обраќаш, не на Петар Колев. Дали разбираш каква душевна болка ми нанесуваш сега? Мене импутирајки ни непотребни работи. Злобно, многу злобно. Глигорова, во рета... Многу баба зборува, стално излегуваш на телевизија. Многу злобно. Ве молам, за мене правиш поени. Завршуваме со емисијата. 10 секунди. Остави ме да си докажам 10 секунди. Ма тоа се однесува све. Глигорова, ве молам, ќе завршите и вие. Остави ме да си докажам. Сум против сите лажни патриоти. Дали е Петар Колев, дали е Заев, дали е Иванов, дали е не знам кој. Значи, ние како политички субјект партија се бориме против сите и сакам денес да кажам истина. Готово, Джинго, Зафировски, по 10 секунди. Да. За крај. Да, за крај 10 секунди. Значи, сите македонци да го следиме тоа што е најдобро за нас. А не тоа што ни го воспоставија и што сакаат да ни го воспостават во иднина. Во ред, Зафировски, поентирајте. Почитувани гласачи, гласајте за себе, гласајте за работничка партија, гласајте за број 12, да живее работникот. Глигорова, 10 секунди. Гласајте за број 7, бидејќи ние сме за укинување на извршителите, за деблокада на трансакцијските сметки, за сабота, недела и празници неработни, значи број 7, Ана Глигорова, движење на слободни граѓани со граѓанско-демократска унија. Ви благодарам на сите за... Можеше 10 секунди да ми дадеш? Ајде. Се разбира, јас ги повикам граѓаните да гласат за честни и хумани луѓе кои што ќе се борат за нив некако досега, а тоа се демократи и заеднички да ни се придружат со демократи да креираме на функционална држава. Заокружете број 2, гласајте за демократи. Ви благодарам на сите за гостувањето во вечерашната топ тема. Вам ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.